je to svetlina ta zlatevnina sveti i sveto stala preko nego, no sveto neko poznano sveto neko pozna. Kojke to povika ime to Isusovo, nema da vidiš do veka. Moje ime to Isus zborува и денеска низ мене. Нека Твојот дух ги допре сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов. Ти благодарам што ми даваш живот, здив и се. Ти благодарам што ме исполни со полна радост. Ти благодарам што ме научи дека Тебе ти припаѓам, што ме научи да ги љубам сите, што ме научи да бидам покорен на Божјото Слово, што ме научи се да поминувам со Тебе, со Твојата сила, со Твојата радост, со Твојот мир. Води ме и денеска во овие слова, кои денеска доаѓаат во наплив во Твојот дух, да зборувам за Твојата љубов, за Твојата сила, за Божјото царство, за Царството небесно. Оди ме Матеј 23. Те сакам, Господи Исусе Христе, нека секое слово ги допре сите оние кои ќе ги отворат срцата и ќе кажат: Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Дојди во сечие срце и помогни ми. Оди ме Матеј 23, 37, 39. Ме прашува дали има пекол, вечен пекол, вечно проклетство. Видете, ние имаме интересен момент. Секоја мисла да биде покорна на Исуса Христа. Ние сме овде во тело, телесни, а таму постои духовен свет. Тешко е телесниот човек да го разбере духовниот. Тој како на една мравка да ја објасниш за звездите, за планетите. Знаете, Ерусалиме, Ерусалиме, ти што ги убиваш пророците и со камења ги засипуваш испратените кај тебе. Ерусалим, нов Ерусалим, ново небо и нова земја, израелци, народ кој 3 пати по 14 години, ако читате во Матеј, долго трпеливо ги чекал Семокниот Отец и ми спраќаше пророци и водици. Тоа се значи 42 генерации. Знаете, и сите пророци ги убија. Сите пророци ги убија, на крајот го испрати својот син и него го распна. Ерусалиме, Ерусалиме, ти што ги убиваш пророците и со камења ги засипуваш испратените кај тебе. Тоа е таа непокорност, телесна човечка, спротиставеност на Бог. Зошто сум јас на земјата? Сатаната е паднат на земјата, е фрлен на земјата по поразот на Архангел Михаел. Материја, истиснат дух, кој се материализира и има дух внатре во себе, мала сила, но не може да промени нешто и си се сака самиот себе си, себе праведен, во себе љубие, нема доволно сила. Зошто сум јас на земјата? Целата суштина е во тоа. И ние го имаме Исусовиот пример. Го нарекуваат син човечки, за да ни покаже дека е можно од син човечки, тоа што сме ние, од себељубие, спротиставеност, непокорност на Бог, јадеме од дрвото на познанието, дека е можно од син човечки да го изодиш патот и да станеш син Божји, кога ќе чекориш стапка по стапка, чекор по чекор, држејки се за облеката на Исуса, за раката на Семокниот Бог, дозволувајќи му на Духот Свети да живее во тебе, да те обликува, да те научи да ги љубиш сите. Колку пати сакав Ерусалиме, Ерусалиме, ти што ги убиваш пророците со камења. И сите пророци ги убија. Крвта ваша на главите ваши. Тоа е Каин кој го убива Авела. Тоа се децата на Адам и Ева, и ја позна Адам жената своја Ева. И ги роди Каина и Авела, и Каин рипна на братот Авел и го уби. Каде е брат ти Авел?
Kaine, što napravi čovjeku? Što praviš čovjeku na zemlji? Se mrazite jedni со други, се пизмите, се продавате за 30 сребреници, цената на непроценливиот. И одиме колку пати сакав. Тоа го зборува Семокниот Отец преку Исус, да ги соберам чедата твои, како квачката што ги собира пилињата своји под крилјата, но вие не сакавте. Дали сакате вие да ве собере Семокниот Татко и да се вратите во Божиото царство? Или си се сакате самите себе, тоа што сами сте си го замислиле, себе праведни, знаете се, јадете од дрвото на познанието и не сакате да знаете за Семокниот Бог? Слезе една песна, 50 песни слегува во духот. Сине мој, сине мој, јас татко небесен сум твој. Еве ви се остава пуст вашиот дом. Дали постои пекол вечно и дали е тоа вечно проклетство и пекол? Бог, таткото Семокен е вечен. Он е љубов. Љубовта негова е вечна, тоа е неговата природа. Милоста негова е вечна. Милоста негова е вечна, пишано. Он е долго трпелив, многу милостив, преку 3000 години, 42 генерации ги чека да се покајат израелците кои имаа завет со Бог и на крајот го распна синот на Господарот на лозијето Исуса Христа. Те сакам, Господи Исусе Христе, го распнаа. И потоа зборувате вие за свет народ, за праведност. Тие го знаат Словото, го читаа Стариот Завет, а го распнаа Исуса. Зашто ви велам, нема да ме видите од сега па довека. Тоа е вечно. Се додека не кажете, благословен е оној кој доаѓа во името Господово. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Се додека не повикате. Се додека. И сега ќе одиме, значи, може би го читав ова, суштинската разлика на... Тој зборува за свадба. Знаете, свадба галилејска. На свадбата Исус снемува вино и тој бурињата со вода ги претвара во вино. Ние зборуваме за претворање на водата во вино. Тоа е состојба каде што вие треба крвта Исусова да ја вкусите, условно кажано, да застанете под крстот и самите да бидете распнати, самите да бидете распнати, за да можете да разберете што е ширина, должина и височина. Знаете, ние можеме сега да зборуваме за таа состојба. Еве го крштевањето, бидејќи и Христос, за да не приведе кон Бога, 1 Петрово 18, еднаш пострада за гревовите наши. Тоа е крвта, тоа е свадбата. Значи, тој ја пролеа својата крв за секого од нас. И тој вика, јадете, ова е моето тело, пиете, ова е мојата крв. Зборува за раздавање, за отплата. Претходно тие колеа, грлици, птици, ги носе еднашка во храмот, се мачкаа со крвта. Каде што има грев, треба да има пролевање на крв. Се плаќа, око за око, зап за зап, се она што сте го правеле, треба да ви се прави и вам. И тие зборуваат, татко мој зборува низ мене, за свадба. Значи, мажот и жената се едно тело и ќе го остави мажот, таткото и мајката своји и ќе се прилепи до жената своја и ќе станат едно тело. Едно тело. Тоа е сликата. Исус е младоженецот, ние сме невестата. Дали сме ние едно тело со него? Зборува за соединување. За соединување. Дури таму имаме и телесна страст за да ни објасни. Значи, кога гори таа, ние така треба духовно да бидеме едно тело. Бидете еднодушни, жалостиви, братолюбиви, Петар 8.3, 1 Петар 3.8, милосрдни, дружелюбиви, понизни, не враќајте зло за зло или хула за хула, напротив, благословувајте и за тоа сте повикани. Значи, зборува за свадба.
Тоа е соединување. Дали сме ние во едно тело со Исус? Дали сме соединети во тоа тело? Најпрви ние имаме почитање на Новиот Завет, поделба на 3 големи деноминации. Тоа покажува дека не е едно тело, но имаме дека тоа црквата не е на деноминациите. Заедницата Исусова е духовна категорија. Таа е на Исус Христос. Дали сме ние дел од таа заедница? Дали дозволуваме собственоста наша, од мојата приватна собственост, тоа што сакам јас, тоа што јас мислам со својот ум, тој зборува со возобновен ум, да разбереме која е Божјата волја. Те сакам, Господе Исусе Христе. И сега да видиме што следува понатаму. Значи, зборуваме за свадба, за соединување. Значи, Господарот прави свадба, гостите не се достојни. И потоа ги праќа неговите слуги по раскрсниците да донесат луѓе за свадбата. Гостите не се достојни. Кои се тие? Па тие што го распнаа Исуса. Тие не се достојни. И потоа носи други, има еден таму што нема свадбена облека. Која е свадбената облека? Облечете се во Исусовата љубов. Така и тоа ќе биде кога ќе дојде моментот. Пазите го на момент со кого откако слезе, значи Христос пострада праведник за неправедните, 18 стих 3:1 Петар 8. Вистина мртов по тело, но оживе духом. Ние треба во дух да оживееме. И сега го оставаш телото во земја и во земја ќе се врати и душата со духот застанува пред Исус. Значи слезе Исус, откако слезе им проповеда на духовите кои беа во темнина во овој препев, во друг се вели во затвор. И тоа се испаѓа сега дека се тоа духовите кои не се покорија и тоа се сите оние што загинале во потопот. Само 8 души се спасиле. Значи Исус слезе во темнина. Е таа состојбата темнина и затвор кај што се душите и каде што тој им проповеда од Евангелието. Тогаш зборува дека нема смрт каква што ние ја гледаме. Природна смрт има. Првата смрт го оставаш телото. Втората смрт поминуваш низ огнено езеро на љубовта. Мојот Бог е оган што согорува. Огнот на љубовта. Те сакам, Господе Исусе Христе, слава ти Исусе, слава ти Исусе. И тој зборува, жените бидете им покорни на своите мажи. Значи, жените се заедницата, мажот е водачот на црквата. Ако некој не му се покоруваат на Словото, да се придобијат без услови, кога ќе го видат вашиот чист и богобојазлив живот во Исус, вашата убавина да биде ненадворешна, односно во китење на злато или облека. Значи, не значи дека треба да има голема храм, црква, здание. Господ не живее во ракотворни храмови. Внатрешна да биде убавината во сокриеноста, во срцето на сокриениот човек, сокриен човек. Човек кој треба да се разбуди. Оживе духом, да оживее со духот. Во постојаност и тих дух, што е драгоцено пред Бога. Пазете го израз тих дух, интересно, го има овдека во трета книга Царства, 19 стих вика: голем и силен ветар кој 19 глава 11 12 стих, голем и силен ветер кој ридови урива и соборува карпи пред Господа, но не е Господ во ветрот, по ветер земјотрес, но не е Господ во земјотресот, по земјотресот оган, но не е Господ во огнот. Мојот Бог е оган што согорува, паметете го тој стих. По огнот здив од тих ветар, таму е Господ. Денеска би рекол мојот татко небесен. Знаете, интересно, кој ќе ви ги отвори туку внатрешна, вашата убавина да биде ненадворешна, одиме 1 Петрово 3:4, надворешно, односно во плетење на косите, китање со злато или облекување на облеки, туку внатрешна во срцето на сокриениот човек, во постојаност и тих
duh što je dragoceno pred Boga. Tih duh. Duhot sveti koji treba da zborува. A той ti veli, sine moj, jaz tatko nebesen sam tvoj, imame tatko nebesen koji go sozdal sето ова. Земја. Ние сме тука на земјата. Повторно да се сетиме, да го избереме. Божиот човек, тивкиот дух да ни зборува, како што Сара го слушаше Аврама, наречувајќи го Господар, маж и жена, така црквата треба да го слуша Исуса и да го нарекува Господар. Нему му припаѓаме. Се работи за припадност. Или си припаѓаме сами на себе. Тие велат автокефалност. Јас би велам христокефалност. И тие се караат. Вие сте нејзини чеда, ако правите добро. Како се прави добро? Па во Исуса Христа. И луѓето се занимаваат овде со себе си, со својот имот, со тоа што го имаат. А Исус би вели, остави се земно и врви по мене. Како да оставиш се земно? Треба да се оставиш себе си. Да се оставиш себе си тоа што ти го сакаш. Тој зборува и дури за христијани кои мислат дека го знаат Исус, знаат неколку стихови. Дузина, стотина, целата Библија наизуст, а не умеат да љубат. Вие сте нејзини чеда. На црквата Исусова. Ако правите добро, не плашете се од ништо. Така вика сега за мажите, живеете со своите жени разумно, тие што ги возат црквите и заедниците, почитувајте ги како послабо суштество, како што Исус не почитуваше, како сонаследници на благодатниот живот, за да не се појави препрека по молитвите ваши. Пазете, кој може да ви направи зло ако правите добро, ако сте во Исус? Само ако сте во Исус, ако сте му го предале животот, собственоста, ја прифаќате неговата волја. Како се станува тоа? Па едноставно. Немаш ти повеќе своји мисли, своји идеи, своји ставови. Јас мислам, јас сакам, јас чувствувам. Но ако страдате за правда, за која правда? Божја правда. Не сте вие праведни. Ти си грешен, да, грешен си, држи се за тоа како кучето за коската. Фрли го гревот. Отврли го и зачекори во Исус во правда. И тогаш тој ќе ти покажува. Но ако страдате за правда, блажени сте, а од страв пред нив не плашете се, 14 стих 1 Петар 3, ниту пак да се боите. Ако сум јас во Исус, зарем ќе се плашам од вируси, од смрт? Исус ги има клучевите од адот, нели е пишано овде, дали вие верувате во тоа или не верувате? Оти ако е угодно на Божјата волја. Угодно на Божјата волја. Подобро е да страдате кога вршите добро. Угодно. Отколку кога вршите лошо. Бидејќи тој зборува за кога работиш за Исус. Исус направи добро, а тие го распна. Тој ги зема гревовите и кога слезе им проповеда на духовите, тоа го видовме и сега одиме уште едно последно, она што се отвара денеска. Му дадоа да пие оцет измешан со жолчка. Исус ја претвара водата со вино, значи Матеј 27:34, одиме таму некаде до 47 стих. Оцет му даваат и жолчка, горчливо. Тој им дава вода, претвара во вино, зборува за свадба, а ти му даваат скиснато вино. И тоа е тој момент, пазете се од квасот фарисејски. Тој го скиснува виното, тој крвта на Исус ја раскиснува, не ја почитува. Тие се, како да кажеме, на Мојсеевиот стол што седат книжници фарисеи, тие го распна и ти даваат оцет наместо вино. А тој вели, пи помалку и вино. Виното е крвта Исусова. Виното е свадбата. Виното е да се оставиш сами од себе си на крстот. Знаете, и потоа видите што он прават. Ги разделија лиштата негови, грабеж, сребролюбие, му кладоа над главата надпис со вината негова. Повторно идеме до тој момент. Ој е Исус, царот јудајски. Да, тоа е неговата вина. Цар над царевите, господар над господарите, дојде да биде цар на израелците, а водачите на тој народ,
фарисеи, садукеи, писмознанци, што пијат оцет наместо вино. Скиснато им е виното, љубовта нивна. Квасот фарисејски, пазете се од квасот, тоа е квасот фарисејски. Тие го распнуваат Исус. Замислете, тие велат, ние немаме друг цар, освен Цезарот. Тоа е неговата вина. А јас велам, ние имаме цар македонците. Исус Христос е цар на Македонија, не запишал овде. Цар над царевите, господар над господарите, првиот и последниот. Првиот и последниот. Нема после него никого. Почеток е тој и крај. Крајот е во Исус. Во Исус е крајот на се ова. На се тоа, под небесните сили на злото. Крајот нивни е во Исус. И на сатаната и неговите демони. И твоите сине човечки. Тогаш распнаа со него двајца разбойници, едниот од десната, другиот од левата страна. Тие мисла дека Исус е разбойник, бидејќи тие се разбойници, фарисеите, садукеите, книжниците. Мојот дом го направивте разбойничка пештера. Знаете, и сега зошто овие, така и разбойниците распнати со него го исмејуваа. Во другите евангелија, Лука, Марко, Јован, не знам, едниот разбойник се покајува и му вели уште вечерва ќе бидеш. Покажува процес на покајување. Овде разбойниците не се покајуваат. Тоа ни покажува дека ова се поучни книги во дух и треба во дух на Отецот да ги разбираме во широчина, височина, длабочина. Те сакам, Господи Исусе Христе. И сега тие што му велат, ако си син Божји, спаси се себе си. Ти што гуриваш храмот и за 3 дни го созидуваш. Пазете, сеќавате на оние моменти кога сатаната го искушува. Ако си син Божи, рипни од овде. Кажи на овие лебови, ако си син, рипни овде, рипни овде. Значи, тоа е тоа искушување. Направи ова. Таткото небесен има план. После 3 по 14 генерации, израелците ги распнаа, ги каменуваа сите пророци. А собственикот на лозијето, синот на семокниот Отец, во кој пребиваше Отецот небесен, го распнаа. И му даваат да пие оцет наместо вино, а тој им дава вместо вода вино. Значи крштевањето, да дојдеме повторно до водата. Го има тој стих овде во 1 Петро. Образот на таа вода, крштевањето, не е одстранување 1 Петар 3:21 на телесните гревови, нечистоти. Затоа им дава вино. Да ја сетиш крвта Исусова, да умреш и да бидеш распнат и ти како Него. Да се распнеш сами од себе си. И да почнеш да чекориш во дух и вистина. Првосвештениците, книжниците, старешините, подсмевајки се говореа, ако си син Божи, симни се од крстот. Таткото небесен Исус платија за нас. Ни даваат почетна позиција. Други спасуваше. Себе си не може да се спаси. Ако е тој цар Израелев, нека слезе сега од крстот, па ќе поверуваме во него. Така искушува сатаната. Згај ти е сега Господ, зашто не ти помага? Видите, ние го имаме тој стих. И кој може, но ако и страдате за правда, 1 Петар 3:14, за правда блажени сте. Имајте добра совест, ако е 17 стих, ако е угодно на Божјата волја, подобро е да страдате кога вршите добро, отколку кога вршите лошо, кога страдате, одите назад, ново небо и нова земја. И сега се надеваше на Бога, нека го избави сега, тој зборува за татко мој, ако е по волјата негова, бидејќи говореше син Божи сум, така и разбойниците распнати со него го исмејува. Значи овде разбойниците не се покаја. Ни дава состојба кога ќе се покаја разбойникот и кога нема да се покае. Не секогаш приказната е на еден начин. Овде е раскажена сликовито една состојба во која ние треба да се откажеме од себе си.
да предадеме се што имаме во рацете на семокниот Бог, Исус и Отецот, да живеат во нашето срце, да немаме тесно срце. И доаѓаме 6-тиот час темнина по целата земја. Значи има време кога никој не ќе може веќе да работи. Јас треба да ги вршам делата на оној што ме прати додека е уште ден, вели Исус. Но ќе настапи ноќ, кога не ќе може никој да работи. Околу 9-тиот час извика Исус со силен глас и рече: Те сакам, Господи Исусе Христе. Или лима савахтани. Еве го тој стих. Боже мој, зошто ме остави? Или татко мој, зошто ме остави? Зошто ме остави? Зошто е важен овој стих? Секој од нас ќе дојде до тој момент на земјата, барем еднашка, да каже: зошто се случува се во ова? Боже, ако не го знаеш дека имаш татко, Оче, зошто ме остави? Тоа е добра почетна позиција, но веднаш потоа, пазете, Исус откако повторно извика со силен глас, го испушти духот. Само внимавајте да не биде касно кога ќе се сетите, ќе паднеш болен, ќе овкаш, ќе почнат да се уриваат светот кој мислеше дека ќе биде по твое. И тогаш ќе кажеш: Боже мој, зошто ме остави? Дали го остави него Таткото небесен? Кој кого го оставува е битно прашање. Ти не си бил со Бог, си го заборавил дека постои, не сакаат да знаат до мене. Си тераш по свое, немаш љубов, не те интересира Исус, не те допира, си живееш свој живот, си ја сакаш душата своја и ќе ја загубиш. Тогаш ќе биде касно кога ќе кажеш: Боже мој, зошто ми се случува ова? Зошто ме остави? Затоа што степенот на твојата нељубов, степенот на твоето себељубие, степенот на твојата себеправедност од која си паднал на земјата и немаш доволно сила да му се спротиставиш на сатаната што е во твоето срце. Од срцето човечко излегуваат злоба, љубомора, омраза, бес, крадење, лажење. Пишано во живото Слово Исусово. И Исус може само да ти даде сила. Ако го повикаш: дојди, Исусе, во моето срце, помогни ми да го љубам овој човек. Помогни ми да ја надраснам оваа ситуација, да ги љубам сите, да им простам на сите, никого да не осудам, да се покајам за секој грев и за гревовите на моите предци. Те сакам, Господе Исусе Христе, семоќен Спасителу наш, сеприсутен Содржителу. Ја прифаќам Божјата волја во мојот живот. Ти го предавам мојот живот во Твое владение, во Твоја собственост. Оставам се земно и врвам по Тебе, по стапките на Твојата љубов. Ти ме држиш за раката, ме облекуваш со сила од озгора во свадбена облека и ми даваш масло да се распонти мојот дух. И ми даваш вино, не ми даваш оцет и вода. Те сакам, Господи Исусе Христе, и леб и вино. Те сакам, Исусе, уште повеќе ќе те љубам. Останувам во Твојата љубов. Во името на Господи Исус Христос сега ја прославувам победата на Господи Исус Христос во моето тело и душа, во овој дом, во оваа црква во Маврово, во македонската земја, на целиот македонски полуостров. Во името на Господ Исус Христос, бегај од Македонија, сатано, во името Исусово. Ја прославувам Твојата победа во земјата, во небесата, во подземјето, во надземјето, на секаде. Бог, мојот татко, е семокниот Отец. Мојот Господ е Исус Христос, првиот и последниот, Алфа и Омега, почеток и крај. Се од Него и за Него создадено овој свет, за да го избереш Исуса, и се преку Него се држи, првиот и последниот, почеток и крај. Те сакам, Господи Исусе Христе, останувам во Твојот мир, во Твојата сила, во Твојата љубов, за секогаш, Исус. Исус напред, ние по Него. Амин до Божјото Царство Небесно. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Те молам за сила, за љубов и за мир, за сите оние што ќе повикаат: Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Те молам за групата сотрудничка да ги оставиш да научат што значи да бидат молитвени војници на Исус Христос, да изрекуваат живи слова, да изрекуваат живот
во семејствата, во заедниците, во домовите, на работа, на секаде. Исусе и само Исусе, слава ти Господи Исусе Христе, цар над македонците, цар над целата земја, мојот цар е Исус Христос. Те сакам, Господи Исусе Христе, ново небо, нова земја, поранешното помина, на жедниот му давам да пие од живата вода дарум. Овој свет набрзо ќе замине. Првата смрт, втората смрт, нема повеќе време. И ти ќе кажеш, татко мој, зошто ме остави? Но не заборавај дека он никого не оставил. Добриот пастир го испрати својот син, ја даде својата крв, го даде својот живот, не откупи од сатаната, ја победи смртта, го победи сатаната и вечен живот ни подарува. Но ти треба да повикаш кон него, да се оставиш самиот себе и да се предадеш во негова собственост, во негово владение. Он да живее во твоето срце, зашто кога ќе го кажеш тоа, Боже мој, зошто ме остави? Можеби ќе нема повеќе време и ќе се остави пуст твојот дом и духот се враќа кај него, се додека не кажеш, додека не слезе во затвор и во темнина да ти го проповеда Словото Исусово, дека Бог ни дарува живот вечен. И тој живот е во неговиот син Исус Христос. Те сакам, Господи Исусе Христе, кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Останувам да пребивам во Твојата љубов. Мир вам до Божиот Царство Небесно. А ти каде мислиш дека одиш, брати и пријателе? Кога телото ќе ти се врати во земја и кога ќе кажеш, Боже мој, зошто ме остави? Сети се дека тој не те оставил. Добриот пастир оди за загубената овца додека не ја најде. Ти си тој што си се оттргнал од Бог, што си го оставил, што си заборавил, што не ти треба, што тераш во самољубие, си ја сакаш сатанската природа и телесната природа, а тоа те води во огнено езеро, во затвор, во темнина. Дали постои пекол? Па тоа како што го гледате на земјата, не е баш така, бидејќи ние сме телесни, а таму постои духовен свет. Но постои состојба, далеко од очите твои, без сила. Се додека не дојде повторно можност да можеш во свесна состојба да повикаш, Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Те сакам, Господи Исусе Христе, Исусе, сине Божји, помогни ми. И на вистина не сопирај да го повторуваш тоа, додека не се отвори твоето срце и додека не научиш дека љубовта е вечна. И ти треба да се претопиш во таа Исусова, таткова љубов и да се вратиш во својата вистинска духовна природа. Амин. Слава ти, Господи Исусе Христе, што ми ги излеа овие слова за Твоја слава. Јас не ја барам својата слава. Во мене нема без. Туку го почитувам мојот татко небесен. Јас не ја барам својата слава. Он знае се. Он ке суди. Слава ти, Господи Исусе Христе. Славата е негова. Ти благодарам за се. Мир вам до Божиот Царство Небесно. Амин. Исусе, Спасителе, повинуваме името Твое. Исусе, Спасителе, повинуваме името беше животот, светлина за луѓето, светлината за темнина, свети